Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Срекна нова година, еве на почетокот на оваа година да ни биде поубава од минатата. Многу здравје, берекети, убавини. Имам чест годинава да почнеме со новинарот Дарко Јаневски. Добре дојде. Добро ве најдов. Срекна нова година, срекни божики празници на сите и на вас, личувајте. Благодарам. И колумнистот Александар Ристевски. Добре дојде. Добра вечер, Љупчо, ми е задоволство и за почеток на гледачите на телевизија Алфа да им ги честитам новогодишните и престојните божигни празници. Нека има многу здравје, среќа и љубов во годината која престои. Дарко, да се вратиме на предходната пред да почнеме што не очекува во ова. Кој настан според тебе ја одбележа 2023-та? Тешка година по многу работи, но еве според тебе по што ќе ја паметиме минатата година? Па два моменти се клучни. Едниот е економската криза, која што поприми епидемиски размери, катастрофална состојба во економијата. Цените се неверојатни. Власта се обидува сето тоа да го нивелира на некој начин со податоците за зголемување на просечната плата, меѓутоа податоците укажуваат на тоа дека таа просечна плата се зголемува затоа што оние со ниски примања се иселуваат од државата, бидејќи не можете во исто време да се фалите со зголемување на просечната плата, а да ви се намалува бројот на вработени, што фактички се случува. Ние имаме 50.000 помалку вработувања во државата во споредба со 2017 година. Последни податоци се дека Македонија за овие 5 години има само 20% пораст на БДП кумулативно, што е катастрофално, например, во однос на Србија, Бугарија и така натаму, кои што имаат 50 до 62% пораст на БДП. Тоа покажува дека државата практично не се ни движи, бидејќи тој пораст на БДП која ќе се пресмета со порастот на инфлацијата, фактички се поништува. Економската криза ќе продолжи и во оваа година. Малку ми е чудно однесувањето на граѓаните кои што некако молкум го примаат сето, освен пензионерите кои што се обидуваат нешто да направат. Власта се обидува сега сето тоа да го поништи со овој предизборен подкуп 1000 денари на деца од основно училиште и на студентите. Тоа нема, ќе се потрошат многу пари, а тоа нема значително да ја подобри економската состојба на граѓаните. Вториот момент е корупцијата, која што веќе не се ни крие, Знаете, таа од секогаш постоела во Македонија, меѓутоа барем претходно властите се обидувале да ја сокријат. Сега не се ни крие дека кој што стигне краде, таа е од највисоко до најниско ниво стигната. Дојдовме до таму да американската амбасадорка или не знам холандскиот амбасадор и веќе кои ќе го прашаат, веќе ни зборуваат за тоа дека станува збор за епидемија на корупција. И тоа се двата глобални, генерални моменти кои што ја одбележуваат оваа година. Не знам како народот ќе преживее оваа зима, бидејќи таа допрва доаѓа, сега сме јануари. На јануари, февруари и март се најтешките месеци. Се покажа минатото лето, се покажа дека оној момент кога Македонија како земјоделска земја има возможуваше на своите граѓани летото да го преживеат со поевтини земјоделски производи, дека сега веќе и тоа не е така. Бизнисот во трговијата со зеленчук и со овоше го презедоа експоненти на политичките партии на власта и они диктираат енормно високи цени, не баре се наоѓаме во Шведска, така што која што не произведува, туку е увозно зависно за тие производи.
Така што веќе го нема ни тој период од 3-4 месеци кога граѓаните можеа да здивнат малку од економската состојба и тоа ќе биде еден од клучните предизвици на новата влада, која што ќе се избере после 8 мај. Резултати тешко дека ќе дојдат брзо, затоа што потоа доаѓаат летни одмори и така натаму, меѓутоа или тоа ќе се решава екстремно брзо и со радикални мерки, не мерки од типот на тамошно сиромашување на народот, односно мерки кои што вообичаено ги предлага Меѓународниот монетарен фонд, кои што значат штедење, туку напротив со една експанзивна економска политика која што ќе значи привлекување на странски инвестиции и зголемување на приходите на населението, а во исто време држање на инфлацијата на ниско ниво. Вака кажано, тоа може да изгледа смешно и неизводливо, контрадикторно едно со друго, меѓутоа или во тоа ќе се успее или овој народ ќе пропадне, бидејќи да не заборавиме 90% од населението живее во некаква сиромаштија. Само кај нас пред некој ден испадна податок дека околу 500.000 луѓе живеат со 150 денари на ден или со помалку од тие пари и тоа го нарекува умерена сиромаштија. Јас 2,5 евро. Јас не знам што значи тоа да бидеш умерено сиромашен, тоа му доаѓа како малку бремена девојката. Со 150 денари на ден ти гладуваш. Не си ни сиромашен, ни умерено сиромашен, туку не си ни сиромашен, ти си гладен. 2 леба и гладен. јогурт. 86, мислам, ако не грешам сега, меѓутоа околу 80.000 луѓе живеат со помалку од 80 денари на ден. Може да замислите, тоа не е ни евро и по. Таа е економската состојба. Кога ги соберете двете овие групи, доаѓаме до бројката од 600.000 граѓани, доколку се точни, доколку не се фризирани за да бидат доколку не се поголеми, така, што е 1/3 од оние 1.800.000 кои што Државниот завод за статистика ги изброи, а и не се толку. 1,5 милион ако сме тоа. 1,5 милион, значи се повеќе од, значи некаде околу 40% од населението живее практично во состојба на глад. Во земја која што има над 200 сончеви денови и која што не е Шведска, во која што не може да се произведе ништо, па мора да се занимаваат со високо софистицирана индустрија и технологија. Овде практично во секој дом може да произведе нешто за храна, живееме во сиромаштија и тоа се двата моменти кои што генерално според мене ја одбележа ова година. Катастрофалната економска сиромаштија која го погоди населението, да ги додадам и оние 600.000 кои што ги спомнав, да ги додадам и тие 300.000 кои што взимаат од минимална плата до просечна плата. Значи, тоа се пари кои што се недоволни, кои што ќе ви овозможат да се храните некако бедно, меѓутоа се недоволни за било каков продуктивен и релаксиран живот. Едноставно живуркаат и на тој начин доаѓаме до бројката практично од 1 милион граѓани на оваа држава, практично преку 60-70% од населението кој што има екзистенционални проблеми. Можете да замислите дека во таква ситуација вие не можете да размислувате за развој на култура, за развој на уметности, за било што е надвор од задоволување на основните... Преживување. Од преживување, да.
економијата и корупцијата, ова што го кажа Дарко, е многу поврзано, мислам, едно со друго, затоа што имаме таква корупција каква што имаме, без граници, имаме и економија таква што имаме, каква што имаме, затоа што оние што се корумпираните па не ги ни интересира, мислам, нели, економијата. Еве, видувањето на Дарко е тоа, корупцијата и економијата. Според тебе, што ќе обележи ова 2023 година што помина? Па дефинитивно 2023 година беше година на бројни скандали, толку многу што дури не можеме да се навратиме на сите. Јас себе неколку емисии гледав каде што пред се луѓето по-опозицијски настроено пробуваат таксативно да ги наредат и секогаш успеваат уште 3, уште 5, уште 7, уште 10 работи, значи не зборуваме за ситни прекршоци каде што одредено да кажеме носител на јавна функција направил некоја ситна набавка, него зборуваме за крупни милионски суми, за злоупотреби каде што секој поинтелигентен човек ако му се праша како би постапил на одредена ситуација, би кажал нешто сосема друго. Значи, ние, пример, се знаеше однапред дека ќе председаваме со ОПСЕ и дека ќе правиме самит, да даеш ти 2 милиона евра за редефинирање, пренамена времена на салата, кај што ништо нема трајно да остане, и уште толку пари за изнемување на коли, да не забораваме дека ние во предходно судевме луѓе оти купиле службени коли. А и ги возеа со тоа. Да, а праксата вели дека тие нели колите за кои одредени луѓе беа судени, дека според МВР треба 10 да има такви, а не една, еве се испостави дека требало да има. Сличен е примерот во сите аспекти, значи селење на државна лотарија овде во околина кај вас што нема логика, моментално беше самата лотарија е сместена во Нова Македонија, во македонска телевизија на 18 спрат. Не знам која е потребата во Визбегова да дојде. Башка далеку, башка премногу скапо, нели? Соледничко, да. Патем за тој износ кој се дава, јас не знам дека на некоја државна институција е дозволено склучува договори на 10 години. Обично договорите за закуп се на година, две, некој долгорочно на 10 години. Ама освен груби, кај него се е дозволено, така? Да, не се лажам. Валјда има... Во оваа, да. Се разбираме. Еве со градењето на автопатите, јас колку што знам, од автопатите веќе мислам дека околу 15% или 20% од севкупната сума милиарда и кусур веќе е платена. Не гледаме работа на терен, на вистина интересен концепт на работа. Јас искрено се надевам дека ќе биде брз, ефикасен и убав, но некои проценки велат дека со се експроприација и со некои други работи, дека тие милиарди, да не забравяме, милиарди и 300 е предвидено само градбата да биде. Без експроприација, без непланирано, сосема веројатно дека ќе оди преку 2 милиарди, што на вистина е фасцинантно. Јас не знам такви цени во Европа јас не сум видел. Може би во Норвешка на фјордовите кај што градат под мраз или нешто. Добро, Косово го закрпија истите за така убава сумичка, да. Да, и тоа на одредено место се гледа дека е таму експресен пат, а не автопат, ама тоа е веќе друг муабет. Мислам, сите сами знаеме што е автопат со разделеност, не со средишна, долга е приказната. Така да, ова што не го гледаме, а обичниот народ секојдневно или еве вработените во институциите секојдневно го чувствуваат, веќе станува маргинално. Знаете, затоа што кога јавноста ќе обремени некој скандал, што има 2, 3, 5, 10 милиони евра, каде што има незаконско трошење или било што, веќе фарсично станува да збориме за институции, за не знам, за ситна злоупотреба, за непотребен кадар, непотребно вработување, лоши набавки, користење на службени возила, се. Тоа веќе станува, како да ви кажам, дури непотребно кажано, а се случува секојдневно во сите институции на територија на цела држава. И сега ние ако имаме 1300 или 1400 колку се директори и институции, и ако имаме едно 20 на министерства, и ако имаме еден куп, рачунете што се случува во институцијата. И Дарко тоа го напомена, на вистина дури фасцинантно дека кај народот веќе дури нема желба за бунење, него има една форма на летаргија и своевремено и гадење. Апатија рамнодушност. Апатија, но знаете како викат, имаше една фраза дека е најтемно пред зората, има и една друга работа. Плаши се од народот кој почне да ќути. Затоа што додека рипа и додека скока, знаете, нервозен, ама пак се контролира. Кога ќе му пукне филмот, е очигледно дека веќе луѓе ние се доаѓаме во ситуација кај нас пензионерите да штрajкуваат. Прв пат во историјата на Македонија. Прв пат во историјата, знаете зашто? Затоа што пензионерите кај нас како социјална категорија, може би е прашање, еве јас имам некои солидни познавања, нели, како дополнителна дејност, тоа што го работам во сфера или на осигурање и на пензија и останато, долго време им се мачкани очите на таа категорија граѓани.
И системот пензиски функционира доколку, како што Дарко претходно напомна, има и маса на луѓе кои работат и плаќаат придонеси се за да тоа купче се наполни. Ние со одливот на работоспособното население се намалува кој би го полнил тоа купче пензиско. Значи пензиите не се нешто што гласат на ваше име. Дарко перспективно кога ќе зема пензија од тие пари јас што сум ги давала. Дарко во неговиот работен век тие пари што ги давал биле за татком и таткот и нашите родители. Значи тоа се вика генерацијска солидарност. И ние се фаќаме во ситуација да перспективно расте бројот на пензионери, а се намалува и продуктивната моќ и работоспособното население и нивото на пари кои влегува во тоа купче. Целови начин кои се употреби за качување на минимална плата, за качување на просечна плата, нели она епохалното ветување на Зоран Заев со 500 евра плата, па вика еве не е 500, сега е 600 и нешто. Да, 600 и нешто, но парите немаат моќ. Зошто? Предмалку нели кажавме сега, кога ние во сезона, кога било ударно, краставицата била 100 денари кило. Кога доматите биле над 100 денари? Ние сме се гордени. Кога биле пиперките изгор скапи, човек да не може зимница да направи. Сонуваа луѓето за лубеница и за диња годинава. Пензионерите не може да си го дозволат. Кога татко ми службено, не се симна воопшто. Кога татко ми службено пред 25 години беше во Швајцарија или негде, ми викаше фасцинантно, вика, купуваат, вика, лубеници диња на парче. Кај нас ја почна да се продава на парче. Годинава, да. Сами сите ние знаеме, еве јас кога сум бил помал, сме купували ти Љупчо лубеница од 6 кило, од 8 кило, 10 кило и не ти било проблем да ја платиш. Да, ми од помалите од 8 кило. Да, од помалите па 12 кило и сме јаделе 2 дена и сме уживале. Сега луѓето почна да купуваат парче завиткано со фолија. Пазете, ние не сме Шведска. Да. Ние не сме Ирска што не произведува ништо, па не знам, јаде јаболки од Нов Зеланд. Ние сме земја кај што автентично ги имаме производите. Но пазете, историски расте износот на пари кои се даваат во субвенции. И тоа се испоставува дека очигледно субвенциите се начин како да се исцрпат парите, исто како и фондот за иновации еден куп луѓе, да си подели врхушката на власт заедно со нивните следбеници, како да си подели пари. Јас такви смешни иновации, такви земјоделски субвенции во животот не сум видел. Значи гледаме каде што државата преку своите нели пиони алоцира средства до луѓето кои му одговарат, им ги дава парите и тоа е тоа. А ние се помалку имаме насади, се помалку имаме зафаќање земјоделско и се помалку имаме регистрирани земјоделци. Значи ние од земја со 250 сончеви денови, земја која блика од вода, земја која во голема мера има плодна почва, кај што расте се, ние дојдовме да увезуваме земјоделски производи од Албанија и од некои други земји и со полош квалитет, лук носиме од Кина, мислам, стварно станува фарсично. Се уништи буквално се. Така да 2023 година е година на негативен пресврт, каде што почнеме некој формален западен живот да живееме, со некакви формални западни примања, нели се тешиме, порано беше муабетот, работиме за 200, за 300 евра, сега работиме за 500, 600, 700, 800, некој, но и тие што работат за тие пари, за разлика од поранешниве 200 евра со кои живееа некако, сега со овие 500 или 600 не можат крај со крај да закрпат. Катастрофа. Так. Дарко, имаше, како што кажа и Александар, многу афери, но дали ќе се сложиме дека најморбидната афера, можеби аферата што ја одбележа ова мината година, е аферата онкологија. Начинот на кој што се појави, ја протурка, односно обелоденија новинарите, па беше толку голем одгласот на во јавноста што власта мораше да прифати, демек да работи нешто. Поминаа 4 месеца, Дарко, крајот на август, почеток на септември се отвори оваа морбидна афера, афера во која што се земани лековите на луѓето болни од рак, препродавани, добивале физиолошки раствори, како и да е целата вистина е премногу грда. 4 месеца поминаа, нема подигнато обвинение власта. Дали е оваа афера и показател на вистинскиот лик, да речеме, на оваа власт? Гледаме што зборувам, не гледаме што правам. 4 месеци без едно обвинение. Имавме анкетна комисија која што излезе и кажа, знаевме дека ќе ги кажа тие луѓе, затоа што логиката велеше дека кој ќе биде виновен за такво нешто, нормално, ако е политичка одговорност, зборуваме министерот, директорот на Фондот за здравство, директорот на болницата и директорот на санитарен и здравствен инспекторат. Тие ги посочија со наредени десетина членови што ги прекршиле и зошто не се, власта го отврди тоа како политички, нели, притисок и метнување на политиката во сето ова. Дали сепак според тебе, не знам, еве, според мене е најцрна афера, можеби и најлошата и најголемата афера во 2023-та е онкологија?
Новинарите открија затоа што некому таму му пукнал филмот, Така, па да. ги оставил податоци. Така најчесто бива, да. Да не се лажеме, Така да. бива, не можеш, не одиш Да. по улица па да ти паднат Да, најдов информациите. афера. Да, или не знам, фамозното истражувачко новинарство Новинарство, кое што така, во да. Сум Македонија видел го многу открива какви работи сте во видели, знаеме како да јад, некој добива документи. 2023 година, меѓутоа ако некој таму Принаку не било. му дошло преку глава од оваа морбидна ситуација и целата работа се обелодени. Јас сеќам дека еднаш реков таму во болницата во Прилеп се расипа компјутерскиот томограф или апаратот за магнетна резонанца. И не работеше известно време и тогаш бев прашан и реков дека во овој момент државата треба да застане, да сопре се, бидејќи такво нешто не сме да се случува. Ако државата требаше да сопре тогаш за еден таков обичен дефект на еден апарат, овде требаше, значи комплетно обвинителството не само да влезе тука Да. и да не излезе до сега таму и експресно таму да се расчисти ситуацијата со поднесување на обвинение и со водење на судски процес, бидејќи во крајна линија сега логиката на обичниот човек е дека сето тоа оној момент кога се обелодени дека престанала таа трговија, меѓутоа кој ви гарантира дека тие кривични дела не се повторуваат и сега и понатаму, само со поголема внимателност и поголема предпазливост. Да се играш со луѓето со болни од рак е прилично морбидна состојба. Тоа немаше, ако беше формирана анкетна комисија, меѓутоа немаше расправа за тоа во собранието, ниту беше посочено обвинителството во смисла на тоа да поажурно се ангажира околу таа состојба за многу помали работи. Ако се сеќавате на времето во таа фамозна инструирана шарена револуција, за многу помали работи се реагираше и пред Уставен суд и пред судовите и така натаму. Овде требаше комплетно обвинителството до сега да ја расчисти таа ситуација, меѓутоа кај нас така како што не функционира, значи да ја погледнеме малце работата и од другата страна. Имате таму некој обвинител кој што си вели сега јас треба да трпам политички притисок, да влезам таму, а после тоа да трпам политички притисок да го забошотам тој случај за таа плата за која што ја зимам, додека некој создавал милиони. Да е само онкологија, во крајна линија ќе кажешме добро, еве колку време треба, ќе се сконцентрираме на таму, на тој случај. Меѓутоа, работата со корупцијата и со криминалот во власта е до тој степен расширена што практично каде и да се свртите, вие едноставно нас ни требаат 5 обвинителства и пак Само по тие прашање институции, и пак е прашање дали ќе ја завршат работата. Потребна е, звучи како фраза, меѓутоа потребна е сериозна реформа во правосудниот систем во Република Македонија. 20 години наназад се сеќавам ми беа поставени прашања за еден тогашен неделник и реков дека или Македонија ќе биде правна држава или нема да постои, а се покажува дека таа се помалку постои затоа што не е правна држава. Не смее да ви се случи. Не е работата дека сега обвинителството ќе влезе и ќе поднесе обвинителен акт. Патем нели имаше судска постапка за екс-директорот и го слободија од обвинението за несовесно работење во службата. Не е работата во тоа дека ќе влезе обвинителството и ќе понесе обвинителен акт. Знаете, во кривично-правната теорија се докажало дека ниту обвинение, ниту казна го намалуваат степенот на криминал во една земја, туку
криминалот се намалува тогаш кога потенцијалниот криминалец се плаши дека во секој случај ќе биде откриен. И тоа е најголемата превенција. Тогаш тој се откажува од вршење затоа што знае дека порано или подоцна казната ќе го стигне. Доколку тој е сигурен Дека ќе помине без проблем. во голема мера сигурен, со голем степен на веројатност е сигурен дека ништо од тоа нема да биде, дека ќе потплати, дека ќе подкупи, така ќе сврти неколку телефони и целата работа ќе се запошоти. Тогаш криминалот доживува експанзија, независно од тоа што сега од сите криминални случаи и коруптивни афери кои што се случија, еден или една може да има судска разрешница за да се смири народот. Може да се одбере некој Рашковски или некој Мухамед Закири, тие да бидат осудени или еден од нив двајцата и да се покаже еве ние се бориме против. Не е тоа идејата. Такво нешто не смееше да се случи доколку оваа држава постоеше обвинителство и постоеше судство. И доколку МВР си работеше својата работа, бидејќи МВР не е само сообраќајна полиција која што мери со која брзина возите, туку основната дефиниција на МВР е дека е орган кој што се го гони криминалот. Значи првичната институција која што започнува со гонење на криминалот е МВР. Не е можно дека уште дека ова сега се случило само во 2023, дека претходно не се знаело, тоа се случувало години наназад, кој знае колку. Сите знаеле за тоа, сите што се инволвирани или што се на некој начин се во допир со тоа, и сето тоа можело до сега да се направи. Значи, од тука сега работата не е само дали ќе се откријат тие кои што се виновни за самиот случај, туку и сите оние кои што овозможувале тоа да претходно да не биде откриено и кои што овозможувале тоа да се случува почувајќи од министерот. Не може ние министерот да го главата, така. Молам? Рибата смрди од главата, само кај знаеш смрди од плашката. Не може така. Не може ние да го абсолвираме од одговорност еден министер. Не може министер да не знае дека таму се препродавале лекови. Не, внимавајте, не е тоа без намера да омаловажувам било која клиника, меѓутоа не е тоа некое беззначајно кожно заболување. Овде се работи за тоа дека луѓето заболуваат и еден дел од нив за неколку месеци умираат. Сето тоа едноставно не било возможно. Не било возможно, посебно не во држава како што е Македонија, каде што сите работи за кратко време се дознаваат. Дали онкологија е најголемиот скандал годинава и во комбинација со сето тоа што го кажа Дарко, зборуваме за обвинителство со 1% доверба, судство со 2, МВР се уште фигурира малку погоре, целата таа комбинација дали е причина за ова што го живееме денеска и токму онкологија како пример на нешто што е толку фрапантно, толку безобразно направено, а нема никаква разврска и сето е 4 месеци стои во место, ништо. Јас почнувам од една основна нешто колку треба да си садиста, колку треба да си бескрупулозен да работиш. Почнувам се од најниските луѓе, значи ние нели бараме и реално потребна е вина и кај министер, и кај директор на клиника, и кај директор на болница, и кај директор на се. Но реално, ајде да го спуштиме на наједноставно ниво, на ниво на сестри, на доктори, на било кој, колку треба да си бескрупулозен, да знаеш што правиш, да му даваш некакво условно речено пласибо на човек каде што болеста де факто може да се запре или санира или анулира времено со сите тие или да му дадеш барем уште неколку месеци живот. Живот или надеж, колку треба да си суров и клет како човек, колку треба да си одвратен како личност, да го правиш тоа. И прво тој што го прави тоа, значи тие сестри или тие докторки, прво тие, јас сум убеден дека никој на своја рака не го прави тоа. Значи некој што е па на толку ниско ниво, не верувам дека е толку мастермајнд да осмисли такво нешто. Така да ние зборуваме за една цел нарушен систем
на корупција и на изместени вредности, на едно осакатено живење, гледано низ призма на материјална корист, каде што се наплаќа, се тера приватно, а нели се треба да ни е покриено и во сфера на образование, и во сфера на социјала, и во сфера на здравство, затоа што на крајот на криштата денот од оној денар што се издвојува од нашите плати и гледајќи го уставот на Македонија, ние сме социјална држава, значи некои си основни потреби во секоја сфера нас ни се покриени со денарот кој го даваме, нели? Значи ние не сме како Америка каде што сите пари ти остануваат тебе освен некои одредени даноци, нели? Но се останато плаќаш. Ние затоа издвојуваме добар дел, ако си ја видите, нели платата која нели според закон се Бруто исплаќа. нето 50% од 30 и нешто 40% од вкупното купче што го земате. Да, значи државата ви го зема по разни основи. Вие очекувате за тој издвоен денар од сите во државата, вие да добиете услуги. Ние одеднаш се занимаваме со тоа, кај актуелниот министер кој е повлече некој за здравство, повлече некој може добри намери, тенденции, но на крајот се сведе за тоа колку плаќале граѓаните на Косово кај нас, па се поведе дека ќе ги укини економските директори, па не ги укинува, па дека повторно ќе ја централизира државата, не ја централизира, така да на крајот испадна дека тој настапува само со добри желби, и сите му беа добри, но не видовме ефикасност во задниве година дена, освен тие желби. Кога сега ќе ја земеме другата страна, од друга страна еве и самиот се пожали дека неговата влада во која тој учествува, дека не му ги вработува сестрите медицинскиот кадар кои со години работат. Од друга страна, ние за разни непотребни административци и за разни места каде што луѓе и не одат на работа или се само фиктивно вработени, за нив има решение, за нив има унапредување, но тие кај кои утре зборот е да чукнем во дрво сите ќе дојдеме, нема можност за вработување. Знаете која е најлесно извозна работно способна сила од Македонија? Здравствените работници. Значи тие се молени да дојдат. Ако некој нема желба или му е ладно и неки дојде во Германија, одма ќе го вработат во Словенија, во Хрватска, на Малта, било каде. Значи тие се во состојба да бираат. Тие што ние ги вработуваме по институциите, верувајте ми, нив никој не ги сака. Јас се смеев пред некоја година кој имаше иницијатива на министерот тогаш за информатичко општество, која рече ќе се дадат дел од вработените од државните институции, ќе се пренесат во приватниот сектор. Драги мои, тие да може да влезат во приватен сектор, тие веќе ќе работе во приватниот сектор и по големи плати, секиде приватниот сектор, таквите кои државата би ги испуштила како прекубрени или непотребни, не ги сака. Тие се непродуктивен дел од општеството. Сега, кога свртиме сега за судството и за обвинителството, за вкупниот правен систем, ние имаме проблем што задниве 15-20 години се зборуваше дека самата влада, извршна власт и самата законодавна власт, собранието, премногу се мешани во судскиот систем, дека истата е контаминирана и дека поради влијанието на законодавната и извршната власт сме имале проблем со судството. Напротив, што се случи? Изминатите неколку години, 7-8 години, се влезе во еден процес на предавање на помалку или повеќе, целосно на ингеренциите на нив самите во фелата. Ви знаете што се испостави? Клиентелизмот кон политичките партии никогаш не е поголем задниве неколку години отколку што бил во минатото. Затоа што во минатото, доколку имаше некакво лобирање на владеачката структура, па бираше дали свој суди, дали свој главен јавен обвинител, се знаеше нели секоја структура како ќе дојдеше, си имаше еден кој ќе ги запамтиме низ историјата, еве кои имиња ги памтиме нели. За жал да. И Парчевски, Джикови, компанијата ќе ги памтиме кои имиња нели кои биле носители на тие функции. Денес се доведовме во ситуација и тоа се беа искусни луѓе со минат труд. Сега се доживеавме ниво да безлични ликови, небитни ликови, маргинални ликови испливуваат на површина. Па имате да кажеме 5 или 6 кандидати и наместо тие што се нели познати во јавноста или завршиле некој голем случај, токму тие за кои никој не е слушнал и на крајот мистериозно ќе излезе некоја слика со некого. Феноменот на Ковачевски. Да, добро, така. И тие излегуваат во преден план. Така да самото решение, самата битка во правната сфера и во обвинителската и во судската и севкупо во системот на правото, јас мислам дека во дадената ситуација е само доколку
се сосече од нула и почне од нула, тоа што нас нели токму нашиот стратешки партнер не ни дозволи пред некоја година да го направиме, кога сакавме нели да направиме еден рез. Или второто е таа млада популација, таа полетна, што се адвокати, што се можеби обвинители, да покажат заби внатре во системот, самите да покажат заби, и да се изборат за внатрешни промени. Ќе биде тешко, таму се инфилтрирани еден куп очигледно луѓе кои работат и функционираат по нарачка, но време е за промени затоа што кредибилитетот, важноста и издржаноста на самата држава, на самиот систем во голема мера зависи од нив. Ние гледаме очигледни случаи кај што се поминува со банални казни, со фиктивни казни и на крајот на криштата, нели, и ти, Дарко, спомнавте за ликовите кои биле осудени, најголем дел, иако имаат ефективна затворска казна, на крајот завршуваат во домашен притвор. Од друга страна, други луѓе кои имале банални случаи, каде што може не еве да кажеме биле криви, еве криви биле. Вие да даете максимални казни, да ги осудите со некакви обвиненија кои се далеку од вистината, луѓе. Значи, ние имавме еден дедо за кубење коса 4,5 години затвор, лежеше, луѓе милиони украли било што. Убиецот на кошаркарот го казнија 3 години. Значи ние имаме изместени вредности и главниот проблем што следната влада и владеачка структура мора да го направи, знаете ли кој е? Одговорност, секаква, вклучувајќи и кривична, на судиите. И ограничување на мандати. Не може вие да правите грешки, не може вие државата да ја доведувате во ситуација да плаќа оштети, да ви се поништуваат пресуди, било што, а вие никако никогаш да не одговарате. Максимум што може да ви се случи е ако се замерите со некој да ве разрешат. Или да ве наградат со претседател на Уставен суд, да. Например. Така. Имаме уште многу теми за отворање. Ќе продолжиме и натаму со разглобувањето, нели, раскринкувањето на оваа 2023 година, но што помина, ќе зборуваме и за 2024-та, која што туку ни започна, што не очекува и како ќе ја пребродиме, дали имаме сила да истераме избори како што треба покрај се што се случува, покрај подкупот кој што започна 4 месеци пред тоа. Со нас е Дарко Јаневски, Александар Истевски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се Дарко Јаневски и Александар Истевски. Дарко, ако избираме најнегативен, да речем, лик од 2023 година што помина, кој би ја имал честа според тебе? Знам дека изборот е голем. Изборот е голем. Тешко е да се избере еден лик, меѓутоа проблемот кај нас не е во ликовите, проблемот е во системот. Ако зборуваме за тоа дека правосудството, клиентелизмот никогаш не бил поголем, тоа е само затоа што ние, преминувајќи од собранискиот систем во социјализмот, кон така наречениот демократски систем и создавање на 3 независни власти, ние оваа власт комплетно ја направивме независна и да си функционира самата за себе. А поентата е дека тие 3 власти треба да бидат законодавна, извршна и судска независна, меѓутоа мора да постои системот на чек и баланс. Тие во теоријата тоа е познато, тие мора меѓусебно да се контролираат. Кај нас судската власт и обвинителството нема контрола врз нив, никаква, освен некаков си таму судски совет кој што реално повеќе е оптоварен со тие лични пресметки и така натаму, а не со разрешување не со разрешување, туку со контрола на состојбите во судството, и од тука почнува целиот проблем. Вие можете да се и сега што се случува, наместо да го воспоставиме ние тој систем на чек и баланс, значи извршната, законодавната и судската власт да се контролираат едни со други, ние имаме состојба кога секоја е независна, функционира сама за себе, а се сведува потоа на вртење на телефони и да и тоа остави го на страна, ова реши го на овој начин или на оној начин и така натаму. Од тука, значи, ние имаме системски проблем. Ние
демократијата ја свативме на погрешен начин. Не свативме како поле за неограничена можност за крадење, за криминал, за создавање на банди кои што се богатат и кои што ја користат власта за богатење. Значи, создавање на 1% од населението ги контролира 99%, другите 99% служат само како инструмент за овие 1% да можат да се богатат и да живеат лагодно. Од тука ние имаме системски проблем. Или ќе го смениме тој начин на однесување, ќе го воспоставиме системот на чек и баланс, кој што не е ништо ново. Тој е познат и во теоријата, и во праксата. Не дека е идеален. И таму се случуваат и во така наречените најдемократски држави корупција постои. Не знам, Дефинитивно факт е. Само што ја решава. Да, се обидуваат барем да ја решат. Например, не е никаква тајна во Соединетите држави и затоа имаат право да ни префрлаат. Не е никаква тајна дека Фајзер корумпираше одредени структури во власта за да му... Синот на председателот Хантер Бајане на суд, така. Дали тоа ќе заврши со пресуда или нема да заврши? Ниту знам, може би и да не заврши. Меѓутоа, барем се обидуваат. Кај нас корупцијата ние ја свативме како начин на живење, како нешто што е сосема нормално. Украл, па зар да не украде? Се снашол во животот. Првиот одговор е не политизирате, тоа не е точно политички. Јас пред некој ден напиша во последната колумна за денешен дека оној што може да украде, не украл, кај нас се смета за, нека ме простат гледачите, меѓутоа се смета за будала. Ти си можел, а не си земал. Ти што човек си? Ние децата почна, значи, веќе е срамота тие детето да го воспитуваш со вредности како што е честност. Не, него баш така, да се снајдеш. А тоа да се снајдеш значи гледај да дојдеш до позицијата која што ќе можеш да украдеш. Кога рол моделите се заедно и компанија. Наједноставното. Има се сеќавам за еден кога ми раскажува непосреден учесник за еден владин директор кој што требало да исплати одредена сума кон фирма која што е должник, па под масата на соговорникот вака му покажувал со прстите, плашејќи се да не го снима или нешто, дека ќе му ги плати парите, меѓутоа 30% треба да му плати него. Пазите, тоа е ниско ниво. Замислете што се случува во погорните структури, почнувајќи од премиерот и да не набројувам понатаму. Дали ти би можел да одбереш лик најнегативен во годината? Да, плејада се буквално цела армија. Факт е дека, и тоа што го кажа Дарко, вредностите губењето и мислам дека ние сме шампиони во транзиција 32 години. Еве сега 33-та година ќе бидеме во транзиција, нели, преминот од комунизам во демократија, амати демократијата сегашна ќе речат, но дали може да избереме? Ги има многу, со многу изјави, многу злодејанија, да не речам, политичари особено, да не се лажеме, но дали можеме да го избереме? Најнегативниот политичар не мора да биде од другиот дел. Види, еве, ме замисли остана без зборови, затоа што ако почнам ќе набраме на 40-50 луѓе сигурно. Војна и мир ќе ти треба еден формат. 40-50 збориме експонирани, кои цела јавност, цел народ ги знае. Јас во овој момент како главни експоненти би извил двајца. А тие, па еве, може и тројца. Тоа се тројцата главни носители на функциите. Председателот на државата, Пендаровски, премиерот на владата, Ковачевски, председателот на собрание, Тала Џафери, еве може и одредени господи кои беа наградени на крајот на кариерата и во судската власт. Така да, ние се сведовме до ситуација каде што викаше баба ми Бог да и душа происти, немаат ни срамни перде. Значи, јас од денешна гледна точка не ја сваќам поентата на Државната комисија за спречување корупција. Прво,
затоа што самите се доведува во ситуација, ја знам, и повеќе од очигледно беше дека овој изминат состав кој беше, кој му завршува сега мандатот, дека се бореше, се трудеше, иницираше нешто, се труде и медиумски да има. Знаеме колку беа и затоа што и самите кажува колку беа спутавани или сопнувани и за преселба на просториите, и за број на вработени што им требат, но најбитното, најкруцијалното во тоа што сето она што они го сработеа како комисија заедно со вработените во тој систем. Ние апсолутно не гледаме никаква завршница на случаите кои се иницира или се обзнанија во јавност. Значи, нивната битност, нивната релевантност станува депласирана или постојат фиктивно. Значи, тие иницираат случаи, кажуваат што направил Љупчо, што направил Дарко, што направил Алек, изнесуваат докази и нема завршница. Која е поентата? Вие во посериозни држави, кога веќе ќе ви се поведи таков случај или било што, кога ќе се изнесат докази за недоследност во работење, за неиздавање на анкетен лист, зголемување на имот, правење злоупотреба, еден куп работи кои во диапазонот на злоупотреби кои Државната комисија за спречување корупција ги сондира, прво ако ништо се случува, било кај да сте, ви се суспендира или ви се става во мирување функцијата. Или ако е премногу очигледно тоа што сте го направили, вие сте разрешени. Што и да правите? Нема кај нас такви, кај нас работа, нели, одговорен бил, не знам, од човечки ресурси, не видел, не се сеќава. Се префрла топката постојано, да релативизација значи, и тие правеа. Она Дарко што го кажува дека е изгубена прво вербата во системот, тоа е прво, но второ дека нема заштитни механизми. Значи нема систем като што е, пример, директор си ти доаѓа ревизија и ти прави ревизија и се наоѓа нешто и сега што? Значи јас 100 пати сум го гледал во еден куп места, станува веќе депласирано и фарсично. На крајот се сведува на тоа кој колкав грб има во високата политика или во одредени центри на мојки. И сега знаете што ќе се случи? Момент да треба да се промени структурата. Кога ќе се промени структурата, знаете што ќе се случи. Така. Дојде 2024-та, ќе биде интересна година според сите показатели, не само во Македонија, и во Европа ќе има гласање за Европскиот парламент. Работите одат многу надесно, што велат, заради сето тоа што се случува. Следуваат и во Соединетите Американски држави избори, така глобално може да се случуваат промени, но во Македонија ќе ни се случат како и да е сите анкети, не мора анкети. На улица ќе излеземе, гледаме како е расположението, знаеме колку пари имаме во џебот во нас со кое што почнавме, нели? И што покажува што мислиме. Мислиш дека ќе можеме да ги истераме овие избори како што треба, да имаме отпечатоци на прсти сега за посигурна работа, но еве ги фатија во аеродром веќе како подкупуваат на крајот на 23-та со кафе, брашно и кафе, верували или не, реминисценции на 90-тите, некои атавизми нели од минатото, орнаменти, но мислиш дека ќе оправиме работата и ќе се направи се како што треба? Подкупи ќе има, тоа е несомнено, пакети со храна, со тоа стандардно таму тие што содржат тие пакети зејтини, брашни и така натаму, тоа ќе постои. Ќе видиме дали ќе се успее да се спречи на одредени места полнењето на кутиите. Тоа е едно од клучните работи, меѓутоа мислам дека народот кога станува збор за подкупот, дојде во ситуација дека он ќе го земе подкупот, меѓутоа тоа нема да го смени неговиот преку глава име на сите? Па неговиот став околу тоа за кого ќе гласа. Последната анкета покажа дека СДСМ има рейтинг од 5. Афинитет кон ПАСОК, така помалку од ДУИ. Што е тоа е катастрофално. Катастрофално е тоа и не ги сваќам нивните потези со од една страна велат 660 милиона ќе дадат кај граѓаните, од друга страна тие 660 милиона се сведуваат на 1000 денари по студент или по основец. Не знам како ќе се извлечат од оваа ситуација, имаат време да преземат нешто порадикално во сферата на решавањето на корупцијата. Економски тешко дека можат нешто да поправат, меѓутоа барем да манифестираат. Вториот момент кој што, меѓутоа мислам
дека е јасно кој ќе победи, прашањето е со колку колку. предност. Предноста ќе зависи од тоа дали опозицијата ќе успее кај апатичниот дел од Да ги народот, анимира да излезат. да ги анимира да излезат. Тоа е нејзина задача, колку ќе успее во тоа толку и пратеници ќе добие. Втората работа која што ќе мора потоа итно да се решава, бидејќи ќе постои притисок од надворе, прашањето со Европската Унија. Новата власт ќе мора да се избори за тоа дека за историски Промена на преговарачката рамка. Молам? Промена на преговарачката рамка, вака со ова не може. Не мора да се крсти тоа така, на кој начин ќе го крстат не е Видовме не со е Украина битно. дека се е можно така Со што. Украина покажа дека се е можно, меѓутоа дека не може историски прашања да бидат услов за вие. Еве, сега за неколку дена е Божик. Во Библијата имате две приказни за раѓањето на Исус. Едната е кај Матеј и таму по раѓањето на Исус ангел му се јавува на Јосиф и му вели бегај со детето и со Марија во Египет, затоа што Ирод нареди да се убијат сите новороденчиња во Витлеем. Наспроти тоа е приказната кај Лука, каде што од Витлеем одат во Ерусалим и постоја се населуваат во Назарет, значи нема бегство во Египет. Двете приказни ако зборувам за ако ги гледате како историски документи. Сакам да ја доловам Преселбата ја има, но апсурдноста на тоа зашто преговараме. Еве да ја заборавиме Бугарија, еве Алфа нешто се обидува да исчеп колку комисијата со Грција која што 5 години намира, никој не ја чепнал месечно милиони. И не работи, а она е должна да го е формирана всушност за да го спроведе она од Преспанскиот договор дека името Македонија и припаѓа на Грција и така натаму. Значи имате две приказни за раѓањето на Исус. Замислете сега тие да ги дадете на некаква комисија да ги решава и од тоа да зависи дали е Лука или Матеј. Која е вистината и од тоа да зависи дали е вашето членство во ЕУ. Истото ние мораме да го докажеме, да се избориме во Брисел дека не може историски прашања. Дали Гоце Делчев е бугарин или македонец, може да екзистираат двете приказни. Дали Александар Македонски е грчки македонец или македонски македонец. Може да екзистираат двете приказни само доколку се има волја и во крајна линија Брисел ако треба во последна инстанца да го направи тоа што го направи со Украина и со Молдавија. Не може да ги однесе на кафе. Па на кој начин тоа ќе го сторат, тоа не е наша работа. Само да не се противат. Толку колку што ни приговараат за криминал и за корупција дека постои и зашто се оправа, толку и они мора да поработат на тоа да си го повратат својот интегритет меѓу населението во Македонија, бидејќи во овој момент Брисел за еден дел и за поголемиот дел од македонскиот народ е обична бирократска структура која што сака да го поништи македонскиот народ. Таа перцепција мора да се смени, меѓутоа они мора да поработат на поддршката е спуштена на ниво од 60 остава, кој што памтиме пред 15 години беше 95. Помалку е од тоа, сигурно. Значи, ние за НАТО на времето, пред 15 години имавме поддршка за НАТО 80-85, за Европска Унија 95%. Ние кој сме се спуштиле според анкети на 60%, тоа е веќе алармантно. Па затоа не може, знаете, некој си Виктор Габер таму и било кој, не знам, ваму Драги Ѓоргиев, Ана Чупевска, сега, знаеш и ти, ќе преговараат, па со години, па тоа ќе се држи во тајност, па ќе се подпишуваат протоколи, па од тоа ќе ни зависи почетокот на преговорите. Такви преговарања се најубави затоа што кога вие ќе земете 2 македонски плати месечно за состаноци на еден од 3 месеци и се договарате нешто за нешто што немате, ако се договараат, не се договараат. Не разговараат. Молам? Па разговараат или слушаат? Не, слушаат, им даваат, како што беше Преспанскиот, да не се лаже, им го дадат. Може би, дури, само да убрзаме малку времето ни летат. Јас сум уведен, дури
Комисијата со Бугарија повеќе разговара Отколкува со и Грција. дебатира отколку овие со Грција, затоа што таму работата им е чиста. Да. Александар Македонски е македонец, ама не македонски, толку Александар Македонски е грк и вие има да слушате и да се заврши Така е. таа работа и си ги смените учебниците. Отпорот го во овој момент, ќе видиме како ќе биде понатаму, го пружаат наставниците Ни систем. кои што низ системот, кои што инсистираат на тоа што е запишано во старите учебници кои што се уште не се променети и тоа може да се докаже низ примери, па дури и го бойкотираат името Република Северна Македонија, туку се инсистираат на она кај што треба да И одат и по старите програми, а немаат Но- учебници, па можат и да го Мола? прават. Одат по старите програми во училиштата, голем дел од нив затоа што немаат учебници, им дава тоа самото право да си го прават тоа што треба да го прават, а и предходната власт, односно министерка, даде да си ги прават тие програмите, што дојде добре дојде као оние вистинските наставници што ги вадат работите кои што треба. За крај сепак, еве, што да очекуваме оваа година, што очекувате да се случува? Долга е годинава, ќе има многу работи, но накусо Јас мислам дека голем товар и големо бреме има на грбот на македонската опозиција. Се надевам и кај опозицијата, кај македонските албанци, иако за кај нив сум малку поскептичен, знаејќи како функционира изминатите години и како лошо ги манифестираат одредени политики и борба за власт. на копче најчесто. Барем кај нив сум и непромената на ликови, изборот на кадри, јас мислам дека многу повеќе македонската опозиција утре при промена на власта ќе се потруди да инициира квалитетна структура на македонски албанци кои се дел од институциите на системот и општеството, затоа што очигледно политичките партии тоа кај нив не зна да го направат. Ние де факто сме на некакво поделено општество по тоа прашање, мене ми е многу жал. Сметам дека македонската опозиција ќе има огромно бреме на својот грб. Прашање од народот колку прво истата ќе успее да го анимира и да излезе и да ја даде целосна поддршка. Јас сум речиси скоро сигурно убеден дека најголемата опозицијска партија и незините коалициски партнери дека ќе одат преку 50 пратеници, дури мојата е проценка дека ќе одат и над 55. Доколку ја исполна таа бројка од 55, мислам дека веќе ќе се остави многу малку простор за тоа кој сака, кој може и каква желба има при составувањето на владата. Иако нели постои желба и нивна изјава за желба на 61 пратеник, јас мислам дека е тоа според мене предалечно, но не нереално и треба да се работи на тоа, треба да постои некакво обкрупнување на самиот опозицијски блок и борба за неискварени вредни професионалци во својата област, а партиците, тие што ја тераат политиката, тие треба да остаат, но треба многу повеќе простор да се даде на луѓето кои низ институциите на системот и низ општеството се докажале да им се даде шанса, но да нема никакви попуштања доколку и 5 денари алоцираат кај што не треба и една превара да направат или измама или било што, да мора да се одговара. Во ова 2024 после јуни месец, со почетокот на летото, јас од есента очекувам една серија на процеси, една серија на борба против криминал и затегнување на кајшот, но истовремено развој на економијата со алоцирање на тие средства кои ги имаме во буџетот, кој веќе не е мал, затоа што оваа власт во изминатите неколку години го дуплира. Парите да се наменат во инфраструктура, во образование и во здравство. Тоа е тоа. Промени секако, така. се разбира. Да. Се сложуваме дека промени ќе има. Начинот на кој што ќе се Мора да има за да оваа држава има било каква иднина и просперитет и за да не се има отидеме промени сите. или ќе пропадне. Или ќе нема Значи во нема многу Да, нема опции. размислување и многу избор. Што би рекол поранешниот наш председател на државата, иако беше фарсично кога го кажа тоа пред 20 години, изборот е еден. Така. Ви благодарам што бевте мои гости. Ми беше чест, останува уште многу време годинава да се сретнуваме и многу време, многу теми, така што ми беше чест уште еднаш. Ви благодарам Многу години. и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и чувајте се во оваа 2024 нов.